Ало, ева на нас повторно. Ние се извинуваме, имавме некои технички грешки. И поради тоа не сме во можност денеска да го пуштиме клипот кој што ни го подготви нашата професорка. Но таа ќе ви каже и вие сами дома ќе може да си го побарате. Одиме на интернет и вклучуваме how to make мојот англиски е супер, електромагнети ви излегуваат милион убави работи, видеото второ беше со индиец, одлично објаснува, ми се допаѓа. Супер, значи одите на интернет, кликнете how to make електромагнет и ќе најдете милион начини интересни и забавни кои што може да ги искористите и да научите од тоа. А сега? Едно мало повторување за сето она што го учевме денеска, да почнеме со првата лекција, закон за рефлексија. Ајде. Имаме една рамна површина, упаден зрак, одбиен зрак и нормала. Ова е аголот алфа, аголот бета. Многу едноставно. Ако алфа е 45 степени, колку е бета? Ке знаеш. Рамна е површината, бидејќи површината Законот за рефлексија алфа е еднакво на бета, колку е бета? 45 степени. 45, исто, браво. А заедно прават 90. 90. Аголот што го формираат заедно се бележи со гама, па пишуваме алфа плюс бета е еднакво на 45 плюс 45 и тоа е еднакво на 90 степени. Супер. Одлично. Дали малку- може би можеме ние некоја задача да решиме? Да, Ајде, јас ќе избришам таблата. јас ќе нацртам, а вие ќе Во си ред, решавате. во ред. Ајде. Ајде, Лука. Ево, овој агол е 30 степени, аголот на упадниот зрак и рамната површина, ова ни е нормалата и одбиениот зрак. Колку се алфа, бета и гама, тој заедно, аголот. Ајде. Благодарам. Значи, ако овој агол е 30 степени, тогаш го гледаме целиот агол, односно гледаме правиот агол. Правиот агол е секогаш 90 степени. Точно. И со тоа што заклучуваме дека тоа, за да го најдеме овој агол, ќе мора да направиме, да го одземеме овој агол. Односно, целиот збир од 90 степени, ќе го одземеме другиот агол и ќе го добиеме бројот на овој агол. Тоа ќе биде 90 минус 30, тоа ќе биде 60 степени. Еве, значи алфа е 60 степени, а бидејќи алфа е секогаш еднаква на бета, Така, тоа И беше бета ќе си законот биде? за рефлексија. и бета ќе се биде 60 степени, и гама, односно вкупниот број, вкупниот збир, Купниот агол меѓу упадниот зрак и одбиениот зрак. ќе биде алфа плюс бета, односно ќе биде 60 плюс 60, односно гама ќе биде 120. Супер, Браво, Лука. Браво. Одлично. Да Ето нацртам и електромагнет. Ајде. Ајде, тогаш. Електромагнетот се состоеше од внатре тоа Па има јадро, железно јадро, еве го вака едно железно јадро, така. добро. Околу него има, Обмот, да, замоткано, Жица. жица, Спроводливи жици. така. Ова не треба да се гледа тука. аха, Дека иде позади. така. Значи, ќе биде вака. Дали, точно сега? Да, и другото. Е така. Добро. Имаме една жица која што поминува. Еве. Така. И таа секогаш мора да е поврзана со Со батерија или со извор. изворна струја. Најчесто тоа на училиште го правиме со батерија. Така, еве. Од озгоре. жицата. Така. И еве батеријата. Батеријата. Плюс, минус. Така, супер. Во овој случај би течела електрична струја, бидејќи немаме прекинувач, значи дека струјното коло е врзано. Ако нацртаме тука прекинувач, Ајде. Ево, повелете? не, ова, Красивирче. вака, Внатре. прекинувач,
Во овој случај дали би работело струјното коло? Не. Не би работело. Не, затоа што е отклучено, а вака би било вклучено струјното коло и во тој случај би протекувала електрична струја. Дали запомнивте? Магнетното поле со која рака се одредува? Насоката на магнетното... Со десната рака. Со десната рака. Како Да. беше? Всушност, Вака. кога ќе ги свиткаме прстите на А десната прстите ни рака, кажуваат во која насока се движи. Така, магнетното поле. Браво, А Марија. палецот беше насоката на јачината на струјата. Тоа би било лайк. супер. Така е, Ете, одлично. научивме многу работи. Благодариме Научивме за денешниот час. Лајкот во Проблем. физиката. Само Да. уште едно прашање ми остана неодговорено. Ајде, Во Лука. што сте маскирани вие, наставниче? Јас мислев дека ќе бидам Зорка, другарката на Зоро и Робин Худ. Ние сме иста генерација со нив. А сега додека седев си викам зашто да не бидам Клементина. Одлично. 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 Благодарам многу. Среќен 1 април, среќен ден на шегата. Да, маскирајте се во вашите домови и забавувајте се цел ден. И не заборавајте да си ги напишете вашите домашни задачи. Така е. А ние се гледаме утре повторно во вашата омилена ТВ училница. Поздрав. Чао! Бум, април и лили.